Денеска присуствувам на еден форум кој што е организиран од страна на Стопанската комора на Македонија во соработка со USAID на темата на обновливи извори на енергија. Имено и комората, и USAID, но и владата со својата работа, секој во својот домен, прави напори за да се зголеми учеството на обновливите извори на енергија во енергетскиот микс на државата. Досека е навистина направено доста во делот на креирање на соодветна регулатива, креирање на соодветни механизми за стимулирање на производството на обновливи извори на енергија, но секогаш може да се направи нешто повеќе. Македонија се уште има неискористени потенцијали во овој дел, особено во делот на хидроенергијата, во делот и на сончевата енергија, така што на денешниот форум ќе бидат разгледани и предлози за понатамошно подобрување на регулативата, но ќе бидат предложени за понатамошна анализа и други механизми за стимулирање на дополнителното производство на енергија, особено на електрична енергија од обновливи извори, така што ова ќе биде важно и за државата, но и за сите оние инвеститори во овој сегмент. Иако споредно со големата енергетика ова не е премногу, сепак доколку му се даде доволно значение, може да биде извори на нови работни места, отварање на нови помошни индустријски гранки во делот на производството на некои од технологиите и опремата во овој сегмент, така што ние како влада сме силно заинтересирани за сите предлози кои што доаѓаат во оваа област и бе искористил можност да се разбирате, им се заблагодарам на сите чинители на Стопанската комора, особено на USAID, кои што и во изминатите години, но и во периодот што следи преку низа на своји проекти го помага развојот на Македонија во овој сегмент и верувам дека постигнатите резултати до сега ќе бидат удвостручени во наредните неколку години. The investment project is interested in supporting the government in its goals to increase. USAID преку проектот за чиста енергија сака да помогне во развивањето на приватен и јавен диалог, да помогне во овој процес да се развијат сите механизми кои што ќе можат да помогнат да се развие легислативата и на секој можен начин да помогнеме во целиот процес на развивање на диалогот и во понатамошни мерки да се развијат сите механизми кои што стојат на располагање. Ова е петти форум кој што се организира во рамките на проектот и се надеваме дека ова ќе продолжи понатаму самостојно за да има и понатаму диалог помеѓу засегнатите страни. На Македонската енергетска асоциација го организиравме овој собир со кој што сакаме да го помогнеме, значи и да соработуваме со проектот на USAID за подобрување на легислативата во изградбата на обновливите извори на енергија во Македонија. Самата бројка што на обновливи извори на енергија кои што досега се изградени во Македонија во претходните години кажува за нивната важност и значење. Јас би сакал за попластично разбирање да ги кажам тие бројки. Изградени се над 40 мегавата инсталирани капацитети во хидроенергија, значи во мали хидроелектрани, 36 мегавати во ветерни електрани и над 15 мегавати фотоволтаици, значи тоа во градба има уште некаде околу 50 на мегавати мали хидроелектрани, значи тоа би бил некој инсталиран капацитет од 120 до 130 мегавати инсталирана снага, што од прилика значи колку Света Петка и Козјак заедно, она што беше да речеме на хидропотенцијалот во Македонија направено во последните десетина години. Од аспект на инвестиција, значи инвестирани пари, тоа значи некој буџет од 250 до 300 милиона евра инвестирани пари во Македонија, од кои што до сега се реализирани од прилика околу 170 милиона евра во инвестиции во обновливи извори во Македонија. Самите овие бројки мислам дека сериозно укажуваат на големината на овие инвестиции, на големината на зафатот. Се разбира, тоа не е решение за енергетскиот проблем во Македонија. Во Македонија и понатаму треба да се размислува на конвенционалните извори на енергија, треба да се размислува значи на јаглен и останати извори на енергија кои што ја даваат вкупната или грото од количината на енергија во Македонија, но мислам дека овие проекти сериозно и значително допринесуваат во развојот на енергетиката на Македонија. Од аспект на легислатива можам да кажам дека минатите години е значително подобрена, значи доста е направено во рамките на законската регулатива, во рамките на заложбите на владата, во Министерството за транспорт и врски и локалната самоуправа, да се направи провод на легислативата, значи да се овозможи за тие електрани да се изградат, сепак и понатаму
постојат одредени полиња каде што може да има подобрување во легислативата. Тука пред се значи во делот на регулаторната комисија која што треба да заврши некои своји законски одредби, односно правилници да донесе кои што се во согласно со законот за енергетика се однесуваат на соработката помеѓу производителите на приклучени на дистрибутивната мрежа, тоа се обновливите извори на енергија, и операторот на дистрибутивната мрежа Евана, значи во тој дел има простор да се догради регулативата и нормално околу имотно-правните односи на добивање значи на земјиштето кои што во голема мера се подобрени, но се уште има простор да има одредено подобрување.